според Законот за граѓанска одговорност за клевета и навреда, Фокус, откако беше рестартиран по смртта на Никола Младенов, завршија 4 вакви процеси. Од тие 4, всушност сите 4 беа за пренесени изјави, а 3 од овие процеси завршија во наша полза, освен тужбата од Сашо Мијалков, екс-директорот на УБК. Ако ги анализираме сите тие 4 тужби, нема да најдете големи разлики, освен во статусот на тужителот. Мојот заклучок е дека дали темата беше дали судовите или судиите се чувари на јавниот интерес, јас имам впечаток дека тие се чувари на угледот на највисоките државни функционери, не на сите, на десетина, или се чувари на јавниот интерес доколку јавен интерес е да се заштитуваат највисоките државни функционери. Доколку ве тужи некој од тие десетмина, немате шанса да добиете, без оглед дали имате документи, изјави, сте направиле доволно напор, дали станува збор за тема од јавен интерес и обратно. Доколку вие ги тужите нив, исто така нема шанси да ги добиете на суд, затоа што наши колеги покренуваат тужба против одредени министри, како една циркусијада. Судот не можеше да ги најде министрите, тие дури не сакаа ни да примат судска покана на работно место. Тоа право ние не го уживаме обичните граѓани. Ќе се задржам сега на пресудата по тужбата од Сашо Мијалков. Зошто е таа опасна за мене, бидејќи содржи одредени смерници за новинарството кои сметам се неевропски. Во пресудата стои дека со овие оштети што ни се досудени, за мене тоа се казни, оштетата е еуфемизам за казна, требале да не направи поодговорни новинари, колегата Владо Апостолов и јас како главен уредник. Но јас мислам дека со ваквата пресуда судовите придонесуваат да имаме понеодговорни политичари. Така што не е проблем секој што нешто ако некад имате грешки да се извините, и тоа е доблесно и тоа е човечки. И далеко од тоа. Но има ситуации кога мислам дека и тие барања стануваат своевидна манифестација на моќ, на изживување врз медиумот. Значи, ние имаме документи, имате изјава, имате снимка, и ништо не важи за тие лица. И што добива Македонија, односно демократијата, со тој тренд на такви тужби на мокници против медиуми.